и сестри, почитувани медиуми, драги членови на парламентот со партици, почитувани коалициони партнери, почитувани граѓани. Би сакал да кажам една моја констатација. Ако до вчера бевме сигурни дека Заев е спремен да ги распродаде националните интереси на Македонија како еден од најкорумпираните политичари во државата, денес, заедно со Бучковски, сигурни сме дека овој тандем на двајца најкорумпирани политичари во Македонија дефинитивно не може да направат ништо добро за оваа држава, освен да тргуваат со незините национални интереси за сметка на нивното политичко. Морам да изразам жалење што еден од нив, господинот Бучковски, како професор на правниот факултет, заради лукративни причини, се вклучува во оваа операција за неправда кон Македонија. 3,5 години затвор. И сметам дека двајцата имаат едно заедничко. Едниот беше аболициран за својот криминал, а другиот успеа да одбегне од служување на правосилна пресуда. И мислам дека тоа е она што ги поврзува Бучковски и Заев, но за жал на штета на Македонија. Затоа нашиот апел денес не е само оставка од Заев, Бујар Османи и Димитров, туку оставка и од Владо Бучковски, од позицијата која што не ја заслужува. Никој во државата не смете дека тој може да биде специјален представник на Македонија во односите со Бугарија. Тој нема легитимитет, бидејќи ниту владата има легитимитет за такво прашање. Вчера имавме можност да го слушнеме државниот секретар на Министерството за надворешни работи на една национална телевизија, беше гостин, учествуваше на расправа на ТВ Телма. Државниот секретар на МНР самиот кажа дека се водат преговори со соседна Бугарија, но дека тие преговори не биле тајни. Нашето прашање, ако тие преговори се отворени и транспарентни, зошто министерот за надворешни, вице-премиерот за евроинтеграции и премиерот Заев бегаат од собранието како средношколец кој не подготвен и бега од часови по математика? Зошто не дојдат пред пратениците да кажат за што разговараат, што постигнале, што испазариле, што продале или дали повторно ги предаваат интересите на државата која што им овозможила да бидат на тие позиции. Затоа, почитувани пријатели, кога збориме за европски вредности, најмалку треба владата да биде присутна и отчетна пред собранието, затоа што во собранието средат пратеници кои што ги избрал овој народ. Бегањето на премиерот од владата, бегањето на Димитров и на Османи од собранието и нивното непојавување е само доказ дека тие прават нешто тајно и дека тоа што го прават не им е во интерес да го обзнанат, за да го чујат медиумите и да го чујат пратениците. Но, доколку не сакаат премиерот и министрите да дојдат во собранието како представнички дом на народот, тогаш и денес, и утре, и задутре, и секогаш кога треба, народот ќе дојде пред владата и пред Министерството за надворешни работи, се до моментот додека не си поднесат оставка, за да може Македонија да направи еден нормален чекор напред. Се сеќавате многу добро на овие билборди тука пред влада. Пред 3 години имаше плакати за живот во Македонија, за европска Македонија, за бесплатни вакцини во Европа, за бесплатно здравство во Македонија во Европа, за добра иднина, а денес гледаме дека Заев, Димитров и Бујар Османи, што заедно во авионот 2018 година ја направија таа легендарна лажна вест дека сме добиле датум, ја донесоа државата во погрешна насока. Имаме полош живот, полоше образование, понизок стандард, повеќе незадоволни граѓани
и пазарење со националното достоинство и на македонците и на сите други граѓани на Република Македонија, кои што заедно стануваат свесни дека Заев е проблем и товар за напредокот на оваа држава. Можеш да го лажеш еден човек некогаш и некаде, но не можеш да ги манипулираш сите луѓе секогаш и секаде. Луѓето од ден на ден стануваат се посвесни дека Заев е само еден обичен манипулатор на кого што во одредени специфични околности му успеа да изманипулира голем број на граѓани. Денес, поголемиот број на граѓани се свесни дека Заев е манипулатор кој што не заслужува ништо повеќе од оставка за да може народот да биде слободен, а Македонија да стане понормална држава. Јас ви благодарам многу. Това е нашата порака денес. И го поканувам колегата Бојан Жановски да се обрати пред присутните. Utvrčil mustaki, nagrnal džamadar, kapa piskuli, ja more!